Доколку од било кои причини некој ученик не е во можност да ги користи електронските учебници, училиштата имаат должност да ги испечатат и во хартиена форма да им ги доделат книгите, што значи материјалите за учење ќе му бидат достапни на секој ученик. Вака министерката за образование Царовска во април ги смируваше родителите, по најавата дека ќе се спроведува дигитализација во училиштата. Месеци подоцна не само што учениците немаат учебници, а училиштата не ги обезбедија, сега Царовска ги превоспитува родителите и ги кара затоа што не ги терале децата да учат од таблет или компјутер наместо да играат. Во исто време ги тера родителите ако немале таблет да одат и сами да си платат за печатење на некој учебник. Родителите се бесни на овие дрски изјави на министерката и се жалат дека печатењето ги чини од 650 до 1250 денари по комплет, во зависност дали е црно-бел или во боја. Во групата Настава и учебници мора да има се појави сведоштво на родители како наводно директор на училиште ги известил дека биле набавени само 5 учебници, но тие биле за во училница, а учениците ќе работеле во група. Учебниците за дома не биле спремни, па родителите мора самостојно да си обезбедат учебници за своите деца. Во однос на тоа зошто нема нови учебници, Царовска се правда дека тие како министерство доставиле до училиштата дополнителни 20% од потребните, но тие се наменети за учениците кои дома немале струја, интернет или компјутер. 20% од бројот на ученици кои што немаат струја во домот нема во ниту едно училиште. Ако има такво, ве молам да ми посочите, затоа што инаку се е тоа на ниво на шпекулација. А јас не сакам шпекулација, сакам вистина. Учениците кои што немаат финансиски средства да набават уредот треба да биде доставен од училиштето. Со оваа пракса на Министерството за образование се крши законот за учебници, кој јасно предвидува дека учебниците се во печатена форма и тие треба да бидат бесплатни за сите. Контроверзните измени кои предвидуваат дигитализација се уште не се усвоени во собрание. Инаку за состојбата со коронавирусот во училиштата, министерката информираше дека во изминатото денонојќие регистрирани се 0,01% позитивни случаи од вкупниот број на ученици или 24 нови случаи. Тврди дека состојбата е под контрола и нема простор за паника и страв од евентуално побрзо ширење на вирусот.